Секој ден се умира. За 3 дена, 4, после чеки цел месец, социјалка. Во екот на здравствено-економската криза расте бројот на социјални случаи во земјава. Лошо. Не може да постигнеме со ништо. Новиот закон за социјална заштита им ја зголеми државната парична помош, но дали успева да ги извлече од магичниот круг на сиромаштијата? Редовен барател на работа сум, но немам никаков одговор. Што недостига за вработување на социјално загрозените граѓани и зошто се уште одбираат да работат на црно? Не е убаво заради јас што се вработам сите дома да изгубат социјалната помош. Четиригодишниот Џан од Делчево има една новогодишна желба. Па не пита. Пица, нема си. Кога ќе земеме социјалката, бе. Пали. Нема пари. Но неговите најблиски имаат други приоритети – да го преживеат месецот. Секој ден нервира се, тоа нема, она нема. Деца тражат се, бабо. Ме боли душата. Нема. Семејството Мемедови живее од социјална помош од 7.000 денари месечно, според новиот закон, позната како гарантирана минимална помош или скратено ГМП. Но листата на основните трошоци за живот е поголема. Порано, пред да се покачува социјалката, живеехме со 2.000. Ама исто така, исто е сега. Ако е покачена, многу скапија. Скапо е се. Продукти, се. И нема живот. Во обид да обезбеди некој денар повеќе, Рамизе Мемедова на 50 годишна возраст завршила обука и неколку месеци работела како негувателка на стари лица. Но од годинава, вели, не може да работи, бидејќи за истиот ангажман и побарале доказ за завршено основно образование. 7.000, па доволно беше јас да тргнам настрана за дрва, за... Друго е кога имаш приход. Со социјалка се не живее. Слична судбина дели и нејзината ќерка. Селма Шакирова неодамна останала без работа во текот на бременоста. Сега со нејзиното семејство живее само од додатокот за трето дете. Само мажот взимаше социјалка, за само него се взимаше. После се венчаме и укинаа социјалката, пошто имаме приход за трето дете. Тешко, пошто се треба, памперс треба, млеко треба, на тоа му треба, за друго нема. Ковид кризата пак им ги ограничи алтернативите за приход и од неформалниот пазар. Јас одех и кај жени по чистење, а сега не, никој те не вика, пошто има вирус. Кај ќе ја бараш, кај ќе најдеш работа, нема нигде. Кој ти вика денес? И идеш, дека ќе ме запосли 65 години, 66 години, кај ќе ме запосли он мене? Нигде. И да сакам да работам, не може. Но покрај ова семејство, во земјава има уште голем број социјално загрозени граѓани. Според статистиките на Министерството за труд и социјална политика, бројот на домаќинства што живеат од социјална помош од државата е во пораст. Ако во 2017 година имало околу 27.000 приматели, до 2021 година бројот е зголемен за речиси 10.000 нови домаќинства. Исплатата на помошта за овие семејства само лани ја чинеше државата над 46 милиони евра. За намалување на сиромаштијата и зголемување на ефикасноста на социјалните трансфери, во 2019 година беше воведена крупна реформа. Социјалната помош се замени со гарантирана минимална помош, која заедно со детскиот, образовниот и енергетскиот додаток ги зголеми приходите на овие семејства. Резултатот од социјалната реформа е многу значаен за 30.000 домаќинства или околу 120.000 граѓани веќе 3 месеци земаат социјална парична помош за 300% во просек повисока. Но освен зголемување на паричната помош, главна цел на реформата беше и корисниците да се извлечат од сиромаштија преку нивно вработување. Клучни алки во тој процес се Центарот за социјална работа и Агенцијата за вработување,
кои носат и спроведуваат соодветни планови. Обуки, субвенции за самовработување и за отворање нови работни места се само дел од активностите за поттикнување на вработувањето на ранливите категории. Откако ќе се зајагне само довербата и мотивацијата на корисниците на гарантирана минимална помош, се создава една стабилна основа за вклучување на овие лица на пазарот на труд. Исто така со измените во законот и со заедничката соработка помеѓу институциите се зајакнува довербата на овие лица во самиот систем, односно дека не е целта тие да бидат исклучени од системот на социјална заштита, туку да им се даде едно поинакво, подобро решение, а тоа е да бидат активирани на пазарот на труд. Иако има се повеќе успешни примери, спроведувањето на оперативните планови се чини дека засега не ги дава планираните резултати. Односно, со плановите годишно се предвидува за 1200 корисници на ГМП да се подготват индивидуални планови за вработување, со кои треба да им се овозможи да се вклучат во некои од мерките и услугите на активација на пазарот. Според статистиките на Агенцијата за вработување, од предвидениот годишен опфат, во 2019 година се вработиле 288 лица, а 173 лица биле на обуки и практиканство, зашто им следува одреден паричен надомест. Во 2020 година бројката на вработени пораснала на 342 лица, додека лани биле вработени 444 социјални случаи, а 100 посетувале обуки и практиканство. Сумирано, за 3 години, од 2019 до 2021 година, се вработиле околу 1100 лица корисници на социјална помош, од повеќе од 30 на 1000 домакинства кои користеле ГМП во тој период. Каде се останатите? Едно од најбитните нешта во самото интервју за работа е првиот граѓанин. Додека институциите тврдат дека посветено работат на терен за вработување на социјално загрозените граѓани, нивната помош не допира до секој. Се пријавам секој месец, редовен барател на работа сум, но немам никаков одговор. Не те повикале од Агенција за вработување? Не, од агенција ме немат повикано. 25-годишната Сајдија Салиоска од Прилеп има диплома за високо образование од Битолскиот државен факултет за информатички технологии, но досега не успеала да се вработи. Па помош бара од невладиниот сектор. Ги посетува работилниците за стекнување на работни вештини и пракса на коалицијата Сега. Бизнес секторот има помал слух за ваквите програми, но преку нашата програма се обидуваме да воспоставиме контакти, односно да направиме мечинг на нашите учесници со приватниот сектор. Такво искуство имали Алмире Миноски, но Јас бев на пракса како автоелектричар. За да се вработам, би сакал и јас, ама јас мислам дека треба повеќе време, подолго време искуство, за да работодавачите бара искусни луѓе. Сакам и јас да се вработам, ама ќе ми треба помош. Според Нела Исмаиловска од коалицијата Сега, се уште е проблем тромоста на институциите, кога е во прашање за јакнувањето на конкурентноста на пазарот на овие граѓани. Сметам дека со ваквите програми ние имаме поголема промовираност, додека центрите за социјална помош не се трудат можеби доволно да ги промовираат своите програми со цел да им помогнат на ромското население и на ранливите групи. Една од главните пречки што го отежнуваат вработувањето на овие лица е законското ограничување, според кое, ако едно лице од семејство кое користи социјална помош се вработи и зема плата повисока од помошта од државата, целото домакинство го губи правото на ГМП. Па младите се принудени, барем на хартија, да се одделат од семејствата, за да не го загрозат нивниот статус. Живеам со нив, ама не земам социјално со нив. За во случај ако се вработам да не го изгубат тие социјалното. Например, со мене не се знаат и јас планирам и да се одселам од куќа. Сега јас ако се вработам и се одселам, а тие поради мене го изгубеа социјалното, мислам не е фер, не е во ред. Поради истиот проблем, Емануел Ќазимовски одбил неколку понуди за работа, бидејќи чека да заврши процедурата со која треба да се откаже од користењето на гарантирана минимална помош.
До тогаш, вели, не сака да ризикува, за да не остане и без работа и без социјална помош. Па не е убаво заради јас што се вработам сите дома да изгубат социјалната помош. Дека ваквите пречки ги демотивираат социјалните случаи да бараат работа, потенцираат и од невладината КХАМ од Делчево. Предлогот на граѓанскиот сектор е да доколку некое лице се вработи од семејство корисници на ГМП, семејството да може да го користи ГМП и приходот на лицето кое што се вработило до висина од потрошувачката кошничка која што важи за тој број на членови. Ако се за 4 члена семејство, тоа е до 34.000 денари. И истовремено, веднаш да се следат и другите лица, да се потекнат од семејството, доколку се може и истите да бидат прилагодени на пазарот на труд, зашто поскоро да можат да излезнат од магичниот круг од кој, верувате, тешко се излегуваат. Биковски потенцира дека во активацијата на пазарот на трудот не смеат да се заборават и повозрастните граѓани. Не можеме да ги изедначиме со младите лица од 25 години или 30 години, а да ги даваме истите поддршки или субвенции на самите работодавачи. Логично е дека работодавачот ќе избере лица кои што се помлади, кои што се пообразовани и на кои може да рачуна на подолг животен и работен век. 360 степени побара оценка за спроведувањето на реформата и од надлежните, Министерството за труд и Центарот за социјална работа во Скопје. Раководните лица на институциите одбија да зборуваат пред камера. Од Агенцијата за вработување пак уверуваат дека се посветени на подобрување на системот. Секој почеток е тежок. Се движиме во вистинска насока, се работи на градење на капацитетите од аспект на човечките ресурси. Исто така се вложува во обука на човечки ресурси, се вложува во технички капацитети, затоа што неопходна е и поддршка од технички аспект, за да имаме добар IT систем, кој што ќе може да ги даде потребните информации, така да со тек на време мислам дека ќе ги добиеме очекуваните резултати. За социјалната реформа да ја исполни својата мисија, потребни се ажурни институции и мерки креирани според потребите на граѓаните. Само така би се прекинал кругот на младите во наследство да им се остава и сиромаштијата. До тогаш единствена надеж останува гарантираната минимална помош.